Благодарам. Еве, колега, се сложуваме да ја привршиме дискусијава и остануваат неколку факти. Факт е дека е поднесен амандман за набавка на теренски возила од председател на партија која што се именува себе си за Зелена. Тоа е факт. И колку да ја разлекуваме дебатата и да ја шириме, фактот е дека имаме амандман за набавка на нови теренски возила во Инспекторатот за животна средина, поднесен од председател на Зелена партија. Тоа е факт. Второ, факт е дека, како што заеднички го читаме извештајот на Европската комисија, дека во оваа држава почна политичарите да ги перципираат како луѓе кои што многу зборуваат, а малку делуваат. Многу поздравувања овдека, многу идеи, многу подршки и се е тоа убаво, ама реализација нема. Супер што Куманово имал циц визија да се гасифицира, кога владата не му дала ниту еден денар. И на тој после него, и така натаму и така натаму. Супер, ама не му дава владата пари. И сега ние ќе зборуваме овдека и вие ќе се фалите како социјалдемократ за визијата на тој градоначелник, а кога треба реално да ја покажете таа подршка и да овозможите финансиски средства, вие не гласате. Исто и за зелената агенда. Зборувате овдека за зелена агенда, за Париски договор, за замена на фосилните горива. Се е тоа убаво. И вие тоа убаво го кажавте и го поддржувате. Ама џабе, гајле му е на граѓаните што Бране и Диме се договориле дека Република Македонија треба да има зелена транзиција. Гајле име. Затоа што дишат загаден воздух. Нема суштинска реализација на ова што го говорим. Ама најбитно е Маја Морачанин да купи 2 джипа за нејзиниот директор. Благодарам.